Празниците што се пред нас беа епитет за добра забава и поголеми собирањки по рестораните кога се прославуваше дочекот на Нова година уште од давнешни времиња, но што се случува сега поради појавата на коронавирусот низ целиот свет. Дочекот за новата 2021 ќе се прославува поинаку, а најголема штета од оваа ситуација што е предизвикана од корона пандемијата трпат музичарите. Тие во минатото едва и чекаат да дојде периодот на свирки и прослави за да се заработи некоја пара повеќе. Порано имаше многу прослави околу новогодишните и божигните празници. Се славеа чајанки каде што од конфекциите и од другите работни места колегите начело со нивните шефови, газди и така натаму се собираа заедно, нели, во ресторанти, во кафани со убава музика, со пијалок, со алкохол да се прослави, нели, доаѓањето на новата година и на новогодишните празници, каде што сите заедно колеги кои што имаат работено, сега се во една поопуштена атмосфера, излезени заедно, нели, се забавуваат, пеат, си прават муабет неврзан, нели, за работното место и на тој начин ги одбележуваат празниците кои доаѓаат. Сега, за жал, тоа ни е малку скратено, меѓутоа секогаш може да се најде побезбеден начин, нели, да се прослави тоа и ќе чекаме малце подобро време. Со четвртиот пакет мерки на владата за справување со последиците од COVID-19, помагање со финансиска помош во износ од 6.000 денари, треба да добијат и овие категории на граѓани, односно естрадните уметници како и филмските работници, кои се сметаат за едни од најпогодените, а листата со нивните имиња по матичен број треба дополнително да биде објавена на сајтот купувамдомашно.gov.mk. Така е, значи на купувамдомашно.gov.mk се уште не се објавени листите за филмски работници, за музичари и така натаму, значи за уметниците уште не се објавени листите на граѓани кои што ќе ги добијат тие пакет мерки. Меѓутоа во секој случај сметам дека тоа е многу мала помош во однос на, нели, сите овие месеци каде што не се работеше и некои од нас беа и на работна екзистенција, нели, кога станува збор за музичарите, така да сите наоѓаат алтернативи, нели, каде што ќе работат за да имаат пак приходи, нели, да имаат некаков приход дома, нели, да им влегува. Така што сметам дека пакетот мерки не е доволен, меѓутоа секако е од користи од помош на оние кои што ќе го добијат. Јас се надевам сите што им е најпотребен дека ќе ги добијат тие 6.000 денари кои што подоцна може да ги искористат сега и за празниците со семејството. Декември е месец кога музичарите имаа постојан секојдневен ангажман поради оние новогодишни забави што се организираа од страна на компаниите за своите вработени, но сето тоа најверојатно ќе остане само во имагинацијата на луѓето и ги чекаат да дојде подобро време без оној здравствен непријател што е присутен насекаде околу нас.